Славјанке, шо да правиме со тебе, бре, жено? Абе, затвори тамо дома сите прозори, врати, затвори ги, промаја те уби, бе. Не само што те уби, бе, ти оддува све у глава, бе. Абе, ти ги има измазнето виугите, као на лизгалиште ти е тоа мозокот у глава. Абе, со кој памет, бе, абе, имате ли, бе, тамо, бе, у тоа СДС, имате ли, бре, луѓе, некои што грам памет, мозок им остана советници, имаш ли, бе, асистенти, некој нешто говоров, некој ти го прегледува или што го кажуваш, ти го... Кој ти го пишуе, бе, говоров, дај кажи го, ако некој ти го пишуе, дај кажи го да знаеме која будала е тоа. Да го објават сите портали, сите весници, сите телевизии. Абе, како можеш да изјавиш дека ова масакрот во Вејце дека е резултат на реториката на ВМРО, пошто ВМРО секогаш барале војни. Абе, Лујко, ВМРО ли ја направи војната 2001 или Косово со сесрдна Што лупеташ, бе? Зашто вака ги лажете луѓето, зашто вакви дезинформации ширите, зашто вака ја труете јавноста, некои помлади луѓе кои што биле деца у 2001 или не биле родени, да те слушаат сосема други овие заклучоци информации ки имаат за сопствената историја, поготово за 2001. ВМРО ја донело војната во 2001. Тоа не треба ни да го помислиш, бе, не јавно да го кажеш, бе. Ти најде да збориш за војна реторика пред година-две му викаше дека ако не ја повлече војската од Украина ќе се соочи со тешки последици после таа изјава што ја кажа мислевме со тен. После тоа и даде изјава дека ќе се бориме заедно со Зеленски и ќе ја поразиме Русија. Ова каква реторика е, бе, ова Славјанка? Харе Кришна реторика. Јога да не вежбаш и ти, бе. Ама изгледа не ти делуе на мисловни процеси, не може тоа јогава да ти помогне да ти проработи мозокот малце. Ти најде да збориш да се понашаш као да си генерал на НАТО изминативе 2 години. Малце па ќе се заканеш. А и што тоа делуе многу глупо. Сигурно ко пуштаат твоите изјавите Путин, ако уопште ги пуштаат. Сигурно човеков после тоа вика бајачка да го лечи да престане со смеење. Од долготрајно смеење може да се умре. Бај да има такви случаи у светот. А добро е ако не му ги покажа твоите изјави. Да си, бре, ти како бе можеш таква работа да кажеш, бе, Славјанке? Како ве најдоа све вакви одбрани дилајли и ве ставија на такви места, бе, и министер за одбрана. Министер за одбрана. Место ти да си прва што ќе се залагаш да се открие вистината за откриена е, само што не се зборувате една за неја. Барем кога даваш изјава да биде воздржана, одговорна од таа позиција.
има фамилии на тие загинати деца, живи, внуци, не знам што. Што ќе помислат тие на такви? Вие, значи, легенди сте, вие сте автогроба. Не сум видел до сега, немало историјата ваква гарнитура политичари у некоја партија што толку што толку прецизно, толку посветено се само закопува. А со цел да се покажа дека се нешто многу важни, многу паметни, европско интегративни, граѓански, напредни, прогресивни. Вие не требаше ни лопати да ви даеме. Сами си ги најдовте лопати, сами си ги купивте лопати. И треба да се извиниш за таа изјава. Не мора директно на ВМРО да му се извинаш, ДПМН. На македонскиот народ, затоа што го навреди и македонскиот народ го навреди. Тие со кои што коалициравте у влада и некои што им ја предадовте државата на тацна и кои што ве држат во скут, нив не ги спомна дека од планина се симнаа сега да не командаат сите тука и да прават, да воведат апартеид во држава. Тие не беа криви за веќе, така? ВМРО беа криви за масакот. А овие гледа од страна, тука од горе, скриени у тоа грмушките, кај што поминувала колонава. Фаќале сеир, додека ВМРО ја извел акцијата овај масакрот. Ако сте вие нормални таму, еден ако има останато нормален, си го сечам на 10 парчиња по 5 сантима. Тоа Славенки. Ој па, го гледам, ја спомнав баба Радојка од Врања, али ој Стево гледам, викнал изгледа некој тамо, шо беше тој, шаман. Овај Бајач, нешто го масираше вака на чело, нешто му правеше како биоенергија, вака му правеше нешто. Ја вика да ги симнам, вика, цвикерите, ој нешто, а може не беше ни Бајач, ни шаман, може беше, ој, да не го кажам зборот. Пошто не се гледа видео до крај, прекинато е, не знам што се десило после го галело, кој мој, ја да знам сега. Па и вика на Гордан, а ми кажа како го викале Стева у основна школа, ама сега нема да кажам тука, и ја не ми се веруеше дека така го викале, али после она што го кажа на Гордана, ван себе, изнервиран, и кажа, па и ти не си, па и, како и рече со тоа джентлмен, вика, оваа му вика, не сте джентлмен, па и ти не си джентлмен. Вака го гледа, не се веруе шо избори овој. Па нормално бе Горданке дека не си джентлмен, ти си джентлменка. Само добро тоа него овој зборов него смести у родова, у добар род него смести, малце го промажи. Джентлменка си. Фа дама не постои израз од дама у едно мачо општество. Имаш джентлмен машки род и джентлменка женски род. Толку, е такви сме. Десничари бе. Конзервативни, патриархални. Патриархални. Каква дама бе? Дама, од кај бе ти дама? Джентлменка. Не си джентлмен. Тоа е нормално. Ај, Стево е бе. А може Стево као джентлменка се доживее, па да ти кажам, после онакво прцање у првиот круг, од тетка можеш да се осетиш, многу лесно. Ти се менја некако визура у глава.
ти се менја светоглед. И од тетин стануваш теткица или тетка, ако сакате. Јој, мајко мила. Али више стварно човек не знам. Отидени сте, дај бе, само знаеш што направи. Само пред избориве, само кренете раце, речете еве си одиме, само не гледате, ние до толку и толку можевме. До душа пак нема народов ни да ви се насмее на тоа. Него не се. Ете, ајде, да не тупам, значи Славјанке, затварај врати, прозори, кај бие промаја, тоа мораш да затвориш, иначе со вака никако не си. А вие, драги мои, вака следете ги овој летечкиот циркус на СДС. Ја мислам до 8 мај, овие неколку дена ќе имаат уште толку бисери што сладко ќе не изнасмеат. Благодарим. Таче, на избори огин ќе ве изгори. Таче, на избори огин ќе ве изгори. Ви го плескаво лице вашиот МС Сале, нема да ве спасат ни они од кале. Мале, ке го апнете секое гомце по нашто сте го слале. И за Идризово на купчево половно тамче, на секој македонец ке му го стругнете со зелено джамче. Од Влада до Идризово е релација куса, што минете капија таму ве чека. Лично другар ми Муса ми кажа, Муса ке ве запише во плетачка секција, ке стегаш таче гзе како пред инекција. Земјата ја вртат чудни закони, еј како ме врти Муса од Келија 3. Ајде цела Македонија, земјата ја вртат чудни закони, еј како ме врти Муса од Келија 3. И нема таму, ако може само со главче, подобро Муса отколку да те натрти некое накурчено лавче. Ке си помиете екстра, блажено и светски, а Муса над зидот трошен само ке става рецки. Клецки, клецки, парецки, клецки, клецки, парецки, клецки, клецки, парецки. И без разум детски, и сите вие десница, левица и хамбургер од седмица. Не, кодо сега вака, туку појдете кај победникот и подајте му рака. Против Квислинзи, Дуи и они од Кале, само со сплотеност и не може поинаку, праве.